Добра вечер, почитувани гледачи, добре дојавте во Што мисли народот на телевизија Стар. Понеделнички започнуваме со една од двете емисии кои што во текот на оваа недела ќе ги имаме и ќе имаме интересна тема, бидејќи знаете дека вообичаено пензионерите се една од најранливите категории на граѓани, кои што секоја година меѓутоа ова многу повеќе ќе почувствуваат проблеми од сето она што е енергетска криза. Секогаш ранливите категории на граѓани најмногу ги чувствуваат последиците од кризите. Од многу аспекти имаме право да очекуваме интересен разговор оваа вечер со првиот човек, претседателот на партијата, кој што е партија на пензионерите, велиме, меѓутоа точниот назив ќе ви го кажем, партија на обединети пензионери и граѓани на Република Македонија. Тоа беше. Ајде сега, Илија Николовски, претседател на партијата на пензионери. Само на пензионери. Само на пензионери. Добро сум кажал на почеток. На почеток. Зошто промена? Значи, за да се насочите само кон пензионерите? Ние, кога ја формираме партијата, размислуваме за име и јас си тогаш бев против да биде партија на обединети пензионери и граѓани, затоа што се сите граѓани, пензионерите се граѓани, меѓутоа една група иницијатори кои беа за формирање на партијата, јас покасно влегна во тој иницијативен одбор, преовлада мислење дека треба да биде и граѓани на Македонија. После 4 години на годишното собрание ние променивме називот од партија на обединети пензионери и граѓани на Македонија во партија на пензионери. Меѓутоа, сега искрено да кажам, и ова прилика е да искористам, јас размислувам да малце ребрендираме партијата и на наредниот конгрес или на наредното годишно собрание да во името да и вклучиме и работниците. Така. И сега има повеќе мои размислувања, меѓутоа не би сакал јас да бидам тој, ние ќе консултираме луѓе кои се бават со маркетинг, луѓе со наука, да видиме, например, партија на пензионери и работници, или сдружени пензионери и работници, па обединети пензионери и работници, солидарност и така во тоа се мои размислувања, али мислиме дека треба и работниците да ги опфатиме, затоа што во програмските цели на партијата, на нашата програма, поред пензионерите се опфатени сите маргинализирани општествени групи во оваа држава, не само пензионерите и работниците со ниски примања, сите кои се ранливи категории, па и студентите и така натаму. Значи, ние не сме партија која е врзана само за пензионерите, него сме врзани и за луѓето, и за фамилиите на пензионерите, за нивните деца, нивните внуци, али со формирањето на партијата сакаме да докажеме дека политиката порано се занимаваше со пензионерите, но без пензионерите, а ние имаме легитимно право, благодарение на нашиот минат труд, кои сме учествувале во формирањето, градењето на оваа држава, да се занимаваме и ние со политика, а не политиката со нас да се занимава. Од тука го црпиме тој легитимитет и од искуството на другите ју простори и другите земји во Европа, каде што има слични такви партии. Што викаат србите, што јужни е тужни, и ние сме последни од бившите ју простори кои формираме таква партија. Инаку, и во претходното ваше гостување кажувавте за многу позитивни искуства на партии на пензионери во некои држави од XU кои што постигнале многу завидни резултати. Во Хрватска не може да се формира влада без пензионерите. Во Словенија увек има, односно во Хрватска има 3 до 4 пратеници, Словенија во претходниот состав сега не знам точно, а од 90 пратеници 11 беа од партијата на пензионери и од тие 11 4 министри има. Значи, пензионерите треба да знаат, ако сакаат да имаат легитимни представници во, да гласаат и да сватат дека партијата на пензионерите е легитимен представник кој се бори за нивните права, статусни и социјални права во оваа општество. Секако дека постои сојуз на пензионери, меѓутоа сојузот на пензионери е невладина организација. Не може да учествува во креирањето, носењето на законски решенија. А ние, откако се ја формираме партијата, неколку закони сме прогурале директно како предлагачи. Например, ево да го земеме законот за важење на возачките дозволи. Кога до формирањето на партијата возачките дозволи важеа до 64, односно 65 години. Ние прво се избориме да се продолжи на 70, сега на 75 години, со тоа што досега на 3 години се вршеше
лекарски преглед, сега е на 5 За години обновување, за обновување на 5 години и сите се задоволни, само приватните лекари не се задоволни. Сега до 75. После вика некој, а што после 75? Лекарски преглед па на 80. До живот. Да. Нека биде. А некој Зошто вика не? што после 80? Викам кој преживее на 85? Така. А зашто не? Зашто не? Во секој случај, че тоа се некои законски Да. решенија, тоа е вредноста, предностите. И други закони, например, закон на околу дискриминираните полицајци, дискриминирани воени лица, ние учествуваме во законот за стечајци, за законот за гарантирана студентски оброк, за законот во нашата програма, закон беше за социјална пензија, ето се не поддржа повеќе за оние маргинализирани групи, она што се однесува на нив, ранливи би се рекло. Ранливи категории. Добро, во секој случај друго е кога се учествува во донесување на одлуки и закони. Директно, ево сега Пак- јас сум предлагач на 2 закона, конкретно пред тоа беше за откуп на становите од поранешната ЈНА за воените лица кои не беа го откупени, сега сум има предлагач за закон за такви станови во полицијата кои ги немаат откупено станови. Закон за јавни набавки во одбраната, во внатрешни, така, јас сум еден од предлагачи. Тоа се предностите кои што веќе реков. Да, Спомнате, директно. Така, тоа е работата што ја работи партијата на пензионерите. Го споменавме Сојузот на пензионери и Сдруженијата на пензионери. Се прави понекогаш на некој начин забуна во Не тоа што се поистоветуваат. работи. Меѓутоа разликата е голема. Ние Да, сме голема е политичка разликата. партија и сакам гледачите да знаат дека ние немаме искористено ни еден цент од чланарината која ја плаќаат пензионерите. Да не Така. оти некој ќе вика, лапате нашата Да, чланарина. се мешаат понекогаш Ги мешаат работите. Но доаѓаат до вас и работите кои што еве и Сојузот на пензионери ги има како своја мака и доаѓаат и до вас и има реакции, обиди за решение. Имаме ние неколку прашања кои што ги поставија и гледачите Со веќе од задоволство. порано. Но прво да одиме со ова, предстои на вистина една тешка зима и мерки има кои што се најавуваат за поддршка на пензионерите, учествувате веројатно во донесување на тие законски измени, односно треба допрева да дојдат, ако не се лажам, Денеска законот И дали тоа ќе биде доволно за пензионерите? Како очекувате вие и како ќе се борите за да ја пребродат оваа криза полесно? Значи, никој пат не е доволно, да се разбереме. Ние, како партија, и јас имав неколку пратенички прашања, поред редовното усогласување на пензиите, неколку пати потенцирав дека на тие со моето барање беше се што има пензија испод просечна пензија да добијат социјални пакети како помош на овие загрозени пензионери. И денеска е на дневен ред тој закон за ранливите категории. Во тој закон сите пензионери кои имаат пензија од 11.525 денара до 14.000, тие ќе добијат следните 4 месеци по 1.500 денара. Така. По наредните, тоа додека пак пензионерите чија пензија изнесува од 1.500, односно 11.526 до 14, тие ќе добијат по 750 денара наредните 4 месеци по 3.000 денара. Така, оние со најниските што се под 11.500, тие добиваат по 1.500 4 месеци, оние до 14. Со оваа мерка се офатени околу 135.000 пензионери и сакам да потенцирам дека треба да знаат пензионери дека партијата на пензионери се залага и сум сигурен дека во тоа ќе успееме, дека после 4 месеци ќе уследат нови социјални мерки зависно од можностите на владата, али ќе има сигурно нови социјални мерки и во оваа прилика сакам да потенцирам дека владата начело со премиерот Ковачевски покажа овака конструктивен однос и како одговорен партнер која имаше високо разбирање за проблемите на пензионерите и во рамките на своите можности овие на обеќања ги исполни. Во оваа прилика исто така сакам да потенцирам затоа што веќе прашаат пензионерите дали треба да поднесуваат некое барање и така натаму, не треба никакво барање да поднесуваат, по автоматизам ПИУМ
ќе им исплати тие средства кои ги припаѓаат не со пензиите, неколку дена после пензиите, така да знаат пензионерите дека не треба да поднесуваат никакви барања. Користам ова прилика исто така да кажам дека со овие мерки се опфатени и има и други мерки за ranливите категории, за сите приматели за гарантирана социјална помош. Тие треба да примат 4 месеци по 3.000, за самохрани мајки, така да околу 200, односно 350 милиони евра владата одвоила за овај пакет кризни мерки. Секако, рековме дека навистина тешка зима, Ако не сакате очекува се надеваме. околу која сега усогласувањето, али они знаат, нема потреба колку е најниска, највисока пензија, тоа можеме. Така, веќе ги знаат своите Да. пензии, колку им се. Меѓутоа, една работа и сигурно рековте и ве прашав и пред емисијата, навистина, да, има и прашање, еве да го прокоментираме. Вели, дали е точно дека наспроти покачување има кратење на пензиите за 15%? Од каде вакво размислување меѓу граѓаните? Има ли некоја основа да се размислува вака? Нити некој размислува, нити тако размислување постои дека ќе има кратење на пензиите, тоа е некоја шпекулација, која некој центар на моќ најверојатно сака да створи замена, значи само може да има зголемување, односно сакам да потенцирам околу овие термини. Значи во пензиските системи не постои термин зголемување на пензиите, него постои термин усогласување на пензиите. 2 пати годишно ли одеше тоа, ако не се Кај лажам? нас е 2 пати годишно се врши. Усогласување на пензиите, и тоа се врши усогласување да пензијата не изгуби на својата вредност во односот на растот на платите и растот на животните трошоци. Кај нас се врши 2 пати по законот за усогласување на пензиите во 1 март и 1 септември, и тоа е 50% од трошковите на живот и 50% од просечната плата. Сега, ако ги интересира пензионерите, а ги интересира. Да, секако. Тој модел е така наречен швајцарски модел. И за тоа има прашање, да го објасните. Ако сака таков, можам да направам една компаративна анализа како е во бившите југ простори, па и во Европа. Значи, ни во една земја нема линеарно зголемување, односно усогласување на пензиите. Тоа го имаше ВМРО неколку години, а не почитувајќи го членот 30. Линеарно сакате да кажете дека сите пензионери да добијат по 1000 денари. Значи така не постои. Значи не процентуално. Тоа никаде не постои. Значи ВМРО неколку години го правеше тоа по 500-600 денара, али при крајот на годината немаше во почетокот на годината, и ако има избори, можда никој пат не било ни има избори, важни се пензионерите многу, да се разбереме, за жал. Значи, таков систем 50-50 постои потпуно исти кај нас и во Србија. Во Словенија, ево имам вака малце разработено. Во Словенија усогласувањето на пензиите се врши на 1 јануар секоја година со процент на порастот на платите 60%, кај нас е 50%. И порастот на индексот на трошоците 40% остварен во претходната година. Ова е сакам на словенешки систем да се задржиме, затоа што партијата на пензионери го преферира тој систем. Покрај тоа, во Словенија се врши еднократно усогласување, значи ова е 1 јануари. Сега имаат второ еднократно усогласување на пензиите, така наречено летно усогласување на пензиите, и тоа е со примена на дегресивна скала. Ова е важно. Односно на помалите пензии, од пензионерите кои имаат помали пензии, да им се дава повисок процентот на зголемување. На овие со повисоки. За да не стане голем јас од најниските до најголеми. Затоа што ние сега имаме јас голем настана, затоа што платите нагло расте, а пензиите не. Партијата на пензионери се залага да минималната пензија биде 70% од минималната плата, и се залагаме да се донесе закон за минимална пензија. Тоа би значило она што рекол дегресивно зголемување, кога ќе се настане тој и јас да ПИОМ ускочи да изврши еднократно нивелирање на пензиите. И во тој случај нема да има такво незадоволство. Значи, ние се за тоа залагаме да се донесе закон. Сега, тој износ не е
70%, него е 60%. Видите колка е разлика. И измеѓу најниската и највисоката пензија има 6 пати разликата. Тоа значи дека некој ако е во работено треба 6 месеци да работи да достигне таа. Меѓутоа, пензионерите да знаат тоа, дека тоа се многу мал број на луѓе, тие не прават никаков проблем, тоа се околу 60 луѓе кои имаат највисоки пензии. Така да некој вика, тие толку се околу 60, беа 47, сега се тачно. Значи се енормно, многу високи, што би се рекло во однос на она што е просечно. Да, али се тоа многу мал број. Во Србија, исто така како кај нас е 50%. Црна Гора врши 75 од трошоците и 25 од порасот на платите. Треба да знаат пензионерите дека е многу подобро да биде тој процент порасот на платите повисок односно порасот на трошоците на живот. Во тој случај би имале поголем процент. И ние воглавно се залагаме за тој дел и бараме. Ево, ја сега најнови податоци немам последното, али претходното како изгледа од бившите ју простори. Македонија имаше просечна пензија 265 евра. Црна Гора 292. Црна Гора е многу добра со пензиите. Србија 266 со 1 евро. Не шиеше пред тоа ние беме. Хрватска 412 евра. Меѓутоа Бугарија која е членка на Европската унија, минималната пензија е уште помала него кај нас. Меѓутоа бугарите нагло во последно време ги изголемуваат пензиите затоа што беа многу кога читаме дури беше несватливо. Несватливо. Максималните пензии за последната година за 136 пати големи, меѓутоа минималната пензија е 300 лева. 300 лева по 3 денара, тоа е 9000 денара. Значи така направиле практично она што не треба да се прави во тој поглед. Како ова е сврзано швајцарскиот модел на пензија? Значи швајцарскиот модел е тој нашиот.